Знаат да читаат, но недоволно течно. Спроведеното истражување врз 8000 основци од второ и трето одделение покажа знаење под меѓународните стандарди. Дел од причините е и демотивираноста на наставниците поради ниската плата. Надлежните најавуваат решенија. Ги препознаваат буквите, но не читаат течно. Децата од второ и од трето одделение имаат сериозни проблеми и ниско ниво на разбирање на содржината. Тешко им оди и со основните математички операции. Ова се резултати од истражувањето на фондацијата Чекор по Чекор и на USAID. Тестирани се 8000 ученици на македонски, албански и турски наставен јазик од сите основни училишта во Македонија. Меѓу причините за лошите резултати на македонските ученици, освен образованието на родителите, посетувањето на градинка и читањето книги во домот, беа посочени и наставниците кои немаат мотив за работа со децата, поради ниските плати. Има 5 компоненти преку кои се обидуваме да го подобриме, да ја подобриме јазичната и математичката писменост кај децата од второ и од трето одделение. И една од првите компоненти која што сметаме дека е битна за да почнеме да ги правиме сите понатамошни интервенции е проценка на јазичната и на математичката способност. Од фондацијата апелираат на професионален развој и обуки за наставниците. Според нив, во многу училишта се толерираат просветните работници кои не ја извршуваат добро својата воспитно-образовна дејност и со тоа уништуваат цели генерации. Потребно е и користење интерактивни методи и активности за стимулирање на учениците. Резултатите од националната студија за јазична и математичка писменост покажуваат дека треба сериозни промени за постигнување на квалитетно образование, согласна и министерката за образование Десковска. Целта да подигнеме рейтингот на Република Македонија на нивото на меѓународни мерења на степенот на образованието е цел која што можеме да ја изработиме заедно. Министерството, заедно со наставниците, заедно со родителите, заедно со учениците и заедно со поддршка на невладините организации. Истражувањето покажува дека во Македонија доминираат традиционалните методи на настава, каде што наставникот е пренесувач на знаењето, а ученикот пасивен примател. И мора да се смени тоа.